Здраво, и јас сум Медијана. Се што гледаме на ТВ или читаме онлайн има своја приказна, пренесува одредена порака и има публика. Пораката е веста, приказната ја создаваме со фотографии, звук, видео или текст, а публиката сме сите ние. Медиумите секојдневно не напаѓаат со пораки и приказни. И што треба ние да направиме околу тоа? Некогаш се сметало дека гледачите се компери кои седат на каучи и пратат се што има на екран. Но веќе одамна не е така. Медиумите воспоставија двонасочна релација. Сите информации можеме да ги најдеме на интернет, да ги коментираме, да гледаме искуство од читателите и истите да ги споделиме. И ние самите можеме да креираме информација или вест. Воопшто не е тешко. Се што треба е да имаме порака, да направиме приказна и сите оние кои ќе ги засега нашата порака се нашата публика. Социјалните мрежи се тука. Преку нив може да стигнеме до традиционалните медиуми како што се радио, ТВ и принт. Но сепак мислам дека Facebook и Twitter се наврват. Сакате конкретен пример? Еве. Ми беше дојдена другарка од Гевгелија на спиење, Јана. Дојде специјално за да гледа филм во кино. Страшно, има 17 години и доаѓа од Гевгелија во Скопје за да гледа филм на големо платно. Ја однесов на Војна над звездите и по пат малку и фаќавме сер со другариве, ама дојдовме до одлична идеја. Гевгелија заслужува кино. Што можеме ние да направиме околу тоа? Пораката ја имаме, сакаме кино во Гевгелија. Приказната ја направивме преку слики и фотографии на старото кино каде што сега има нов трговски центар и направивме анкета со мобилен низ гевгеличани прашувајќи ги дали би оделе во кино. Сите информации ги закачивме на Facebook група, ги поканивме сите пријатели и направивме онлайн петиција. Отворивме и Twitter група за да ги следат сите наши чекори и поднесовме барање до градоначалникот на општина Гевгелија. И баш Јана ми кажа дека една тетка од општини рекла: "Браво бе дечки, редно време беше на некој да му текне, алал да ви е." И бидејќи од интерес на сите гевгеличани, тие се нашиот сојузник во оваа битка. Ние веќе имаме активна публика, гледачи кои ги следат нашите интереси, ставови и барања и истите ги поддржуваат. Ние не дремеме на Facebook и не мрчиме по кафулиња, туку правиме потези кои ќе направат некоја промена. Ние нашиот потег го направивме, сега е ред на вас, а ние будно ќе ве следиме, бидејќи медиумите се нашето најголемо оружје.